Поштовани гледачи, добро вечер. Јас сум Ивана Ефремовски, а гостин во студиото на Курир вечерва е најактивниот пратеник во Македонското собрание. Со Бојан Стојановски ќе зборуваме за сите актуелни теми, кои се надевам дека ќе го задржат вашето внимание. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на поканата. Ќе започнеме со најактуелната тема. Во понеделник официјално почнува кампањата за локалните избори. Каква кампања ќе водат кандидатите на ВМРО-ДПМН, а каква очекувате од против кандидатите? Па, ајде ќе започнам од последниот дел од вашето прашање. Од против кандидатите очекувам кампања која што ќе биде особено негативна, бидејќи во овој досега предкампањски период гледам дека водат исклучиво негативна и црна кампања, без при тоа да дадат некакви идеи како и самите лични критики кои што ги произнесуваат би ги надминале. Од друга страна, тоа што е поважно, ние ќе водиме исклучиво позитивна кампања, бидејќи сме сигурни во тоа што го имаме сработено во изминатите 4 години. Многу внимателно ги креиравме програмите. Секоја буква од таа програма е внимателно испланирана врз основа на буџетите на секоја општина и е реална, а особено низ призмата на сега дека и владата нели особено ги помага општините. Така да ние ќе им кажеме на граѓаните што планираме да направиме наредните 4 години. Граѓаните знаат на кого може да се потпрат. Градоначалниците се нивни луѓе од нивното мало што им решаваат проблеми и ќе сакаме да им објасниме на гласачите дека сега за да продолжат промените кои што веќе се случуваат во нашата држава, потребно е да излезат во што помасовен број и што помасовно да ја дадат поддршката на луѓето на кои што им веруваат исклучиво заради нивните дела. Голем број на кандидати влегува во трката за градоначалник на град Скопје, меѓу нив и вашиот сопартиец Орце Ѓоргиевски. Прашањето ќе ви го поставам на еден поинаков начин, не дали очекувате Орце да победи, туку по Петра Шилегов и Даниела Арсовска, каков градоначалник му е потребен на главниот град? Токму како Орце Ѓоргиевски. Млад, човек кој што има ентузијазам, кој што има визија, кој што има јасна цел и најважно се кој што знае. Бидејќи досега видовме со решенија кои што на некаков начин импровизиравме дека не го дадоа потребниот резултат. Скопје е град кој што му треба, па би кажал, едно воскреснување, а токму тоа Ѓоргиевски може да го направи. Ние досега имавме неколку средби со граѓаните на Ѓорче Петров заедно со Ѓоргиевски и јас секогаш им велев на нашите сограѓани, гледајте што направи од кисела вода, па потоа истото тоа пресликајте го во градот Скопје. Во овој момент по оние анкети на јавни мислења кои што ги имаме, јас мислам дека сме можеби од 5 до 8.000 гласови разлика да победиме во првиот круг и токму затоа опозицијата мотивираше неколкумина кандидати кои што ќе бидат на бројка 18 да се кандидираат во првиот круг, мислејќи дека на таков начин ќе успеат да ја разводнат приказната и да го однесат Ѓоргиевски во втор круг, но тоа нема да биде случај, бидејќи ние треба да знаеме, особено СДСМ треба да знае овие мерења на јавното мислење, особено ефектот кој што граѓаните му го даваат на Ѓоргиевски во насока на мотив да продолжи со сопствената кампања, е пред да почне кампањата, пред Ѓоргиевски да ја промовира својата програма, пред да даде решение на најголемите проблеми на скопјани, така да очекувам сега Скопје по 8 години дека конечно ќе добие градоначалник. Во скопските општини ВМРО-ДПМН довербата ќе ја бара на најмногу места со актуелните градоначалници. Сега можеби некој ќе рече немаат ли нови луѓе да извадат, а предпоставувам вие ќе им одговорите дека тимот што работи и победува не се менува. Апсолутно. Тимот што победува не се менува, тоа е кажана мудрост која што е со стотици години присутна, токму ради оваа ситуација која што сега ја имаме. Имаме градоначалници кои што јас многу ги почитувам медиумите и покрај тоа што сме политичари, се што ќе кажеме останува во медиумскиот простор. Еве ова нека остане, нека го анализираат во СДСМ на 20 октомври. Сите градоначалници, особено оние кои што бараат реизбор, ќе победат со можеби разлика од пред 4 години кога првпат ја добија довербата од граѓаните со од 70 до 100% разлика во однос на победата од првиот пат. Односно Александар во Ѓорче ако победил со 3000 гласа разлика во првиот круг, сега ќе победи со најмалку 6000 гласа разлика и така ќе биде во повеќе скопски општини, со што ќе дадеме уште еден аргумент на нашето тврдење дека тие луѓе успеа во изминатите 4 години да ги преродат сопствените општини
И тука да не забораваме две битни работи. Првата е дека 3,5 години во сопствениот мандат нема никаква поддршка од централната власт, напротив има и одмагање, и второ дека имаат комплетно нефункционален градоначалник на градот Скопје, со што создава за нив впечаток некаде дека можеби до крај не си ги вршат работите, затоа што граѓаните немаат врска да ја знаат основната надлежност на градот Скопје. Затоа сега и проблемите кои што ги имаме со нехигиената, со јавниот превоз некаде се припишуваат на нив, но јас очекувам дека најголем дел од нив во овие 4 години направија една стабилна платформа, наредните 4 години да бидат најдобрите години за општините од нивното постоење до сега. Вие како пратеник сте постојано меѓу граѓаните, а истовремено во овој период ги следите и оние предизборни анкети што излегуваат. Ако сте го опипале пулсот на граѓаните и ги гледате резултатите од анкетите, би си дозволиле ли да направите една прогноза какви резултати очекувате од локалните избори? Секако дека би се осмелил, бидејќи знаете како СДСМ некогаш тоа сакаше да го исклучи и да го расои, дека не може пратеници да идат заедно со кандидати за градоначалници или зошто претседателот на партијата одел на увид на градежни активности. Но знаете како, јас сум излегол пред тие граѓани и сум ветил и сум го ставил својот образ дека Александар Стојковски или било кој кандидат за градоначалник ќе биде најдоброто што таа општина може да го понуди. И сега не можам јас да бегам од тоа, туку идам кај граѓаните и таму каде што е добро кажуваме да, ова ви кажавме дека ќе го направиме, таму каде што треба да доработиме, фере да се соочиме со граѓаните и да признаеме ако имаме некаде одредена слабост и да кажеме која е нашата идеја тоа да го надминеме. Мојата прогноза е дека ВМРО ДПМН ќе има сигурно над 53 градоначалници, што е ете за можеби десетина повеќе од колку што имавме пред 4 години, а бројката на советници која што ќе имаме повеќе можеби на ниво на Република Македонија над 30-40 советници повеќе него пред 4 години, со што укажува дека граѓаните се задоволни од тоа како нашата локална власт во изминатите 4 години ги администрираше општините. 4 години ние успеавме во тоа што го сакавме првично, а тоа е да ремоделираме сликата за градоначалник. Сега да ги прашате граѓаните што за вас е градоначалник, е некој кој што е помеѓу нив, некој кој што е еден од нив, некој кој што секогаш може да го допрати да го исконтактираат, некој кој што повеќе го гледаат на улиците и во малата наместо во канцеларијата и човек кој што вие можете да се потпрете за секој ваш проблем. Затоа граѓаните на овие избори ќе ни дадат уште поголема поддршка него пред 4 години. Некако сме сите сконцентрирани на градоначалниците, но би ни објаснили ли зошто е важно и за советничките листи да се даде поддршка? Колку тие советници му се помош на самиот градоначалник и работат за граѓаните? Па ја мислам дека знаете како советничките листи, а особено советничките групи или советот е најважниот орган во една општина. И граѓаните треба да разберат дека ако вие немате мнозинство во советот кој што доаѓа од советници кои што ја поддржуваат вашата програма, најголем дел од тие работи вие ќе не можете да ги реализирате. Конкретно ќе ја кажам општина Битола, каде што градоначалникот Коњановски функционира врз исклучително сложени услови, но успева да го направи максимумот, но сигурно би бил 30% подобар доколку го има мнозинството во советот. Бидејќи има многу широки ингеренции, на крај тие се тие кои што носат колективни, но најважни одлуки. Колективни се да, но се најважни бидејќи тие му даваат одобрение на некој начин на сите оние идеи кои што ги има градоначалникот, така да граѓаните треба да знаат дека едното без другото не може да функционира, дека градоначалникот мора да има мнозинство во советот, а за советот да функционира тука е најважна една работа. Покрај сите индивидуални имиња и личности кои што стојат таму, стои брендот на партијата. ВМРО ДПМН како партија многу внимава за тоа какви личности предложува за тие советнички листи и позади секој советник ВМРО ДПМН застанува апсолутно со целото свое реноме, така да на овие избори граѓаните треба да знаат дека глас за советничката листа во било која општина е глас на крајот од денот за ВМРО ДПМН. Порачавте дека пожарите што ни се случуваат во Македонија не се случајни и дека одговорност мора да има. Мислам дека еден од првите подметнати беше и токму во општина Ѓорче Петров, потоа следува низа, завршувајќи со оној големиот вознемирувачки во Трубарево. Како треба според вас да се реши се во ова? И ме интересира дали се согласувате со констатацијата на премиерот Мицковски, кој рече дека подметнувањето на пожари треба да се квалификува како дел од тероризм. Апсолутно се согласувам со премиерот Мицковски. Кога ќе видам прво кои чинители во општеството, дали политичари, одредени медиуми или аналитичари, одма на подсмев ја дочекаа таа изјава, секогаш кога јас лично ќе ги видам тие луѓе дека за нешто се опоненти, знам дека сум на прав пат. Затоа што лично дозволете сега можеби ќе излезам од темата, за луѓе кои што некогаш го поддржале Зоран Заев и шарената револуција,
а потоа 7 години молчеа и се повлекуваа наместо признавајќи ја грешката да се обидат нешто да променат, јас не гледам тука сериозен кредибилитет и отприлика знам како ќе реагираат, но тоа што е факт е дека тие пожари не се случуваат случајно. И сите граѓани го знаат тоа, бидејќи вие кажавте добро, во општина Ѓорче Петров за помалку од 20 минути се случија пожари на 5 различни локации. И да не беше брзата реакција на противпожарните служби на министерот за одбрана, немаше тие пожари да се стават под контрола. Сега, ако вие добро ги анализирате локациите на кои што овие пожари се случуваат, ќе сватите дека тука има едно множенство или еден најмал заеднички содржател кој што е заеднички за сите овие работи, сите се на локации кои што некогаш ги детерминирале институции кои што ги управува Демократската унија за интеграција или некој кандидат на СДСМ. Односно, тие имаат мапинг на сите вакви локации каде што може да се подметнат пожари. Сега тука тие многу внимателно, како што се обидува да го стават под тепих или со обидите за декласификација за скандалот за прислушување, знаат дека информациите кои што ги имаат највисоките луѓе кои што се представници на власта, се делат во колизија со неколку закони. Прво, ако е актуелна истрага, вие не можете да соопштите некаква информација, бидејќи од тој момент натака таа информација повеќе не може да се употреби во истрагата, а можеби е многу важна. Второ, вие добивате брифинг од институциите за национална безбедност, кој што исто така по закон за државна тајна сте обврзан дека не смеете да го кажувате ако има класификација на информацијата. Така да, јас знам зошто премиерот Мицкоски го кажа тоа, знаат и тие, а многу повеќе би бил загрежен да сум на нивно место тоа што Тошковски кажа дека веќе имаат информации за отприлика 20 на лица кои што можеби се во држава, кои што можеби не се од држава. Тоа е многу важно да го знаат граѓаните, кои што можеби со некои ете така организирани упади доаѓаат, ги прават тие злодела и излегуваат од државата и затоа како пратеник ќе гласам за тоа да бидат ваквите подметнати пожари третирани под акт за тероризам. Силно се заложивте за тоа Македонија да добие полициска академија. Зошто ви беше тоа толку важно и што ќе донесе на македонската полиција и држава? Па тоа е едно законско решение кое што многу беше анализирано од министерот за внатрешни работи и неговите служби. Ние како пратеници внатре во пратеничката група и тоа го поддржавме, бидејќи сметавме дека полициска академија, која што ќе се воспостави повторно по 20 на години, ќе направи да имаме полициски службеници со интегритет, кои што ќе бидат професионални и кои што ќе имаат квалитет да им го дадат на македонските граѓани тоа што тие го бараат од полицијата, особено да бидат еднакви во постапувањето, но и професионални. Нас не ни треба полиција која што ќе служи на една или на друга партија, туку ако кажуваме дека ние треба да воспоставиме систем, тогаш системот се воспоставува од почетокот, а почетокот е токму со воспоставување на еден интегриран систем на образование кој што ќе гарантира прво задолжително вработување на тие кои што ќе влезат во полициската академија, а она кое што е најважно од се, многу сериозни услови за тоа кој може да биде запишан на полициската академија. Таму ни требаат најдобрите, таму ни требаат оние кои што имаат најдобар успех и во училиште, но се и психофизички најподготвени, бидејќи на крајот од денот добра организирана полиција е сликата за државата, а нас и како ни треба некој кој што особено ќе не заштитува. Неодамна беше обелоден еден голем скандал, тоа е дека за време на минатата влада биле прислушкувани актуелниот премиер, новинари, бизнисмени. Може ли еден ваш став околу ова? Па ете, добро е што сум ете кај вас во овој ценет медиум, за кој што имам информации дека можеби, ете, еден од тие кои што биле обработувани е и медиумот, но можеби и многумина од вас кои што работите во медиумот. И тоа не може да е направено случајно и тоа е еден од поголемите скандали. Тука јас би го гледал низ неколку призми. Првата позиција која што би сакал да изанализираме тоа дека четврт пат ВМРО ДПМН како партија да биде нападната од оваквите служби, што не е нешто кое што не било случајно во минатото. Втората призма е, која што е многу важна, кој ги одредувал лицата и ентитетите кои што треба да бидат следени и обработувани. Понатаму зошто и на крај каде тие материјали од тие обработки завршувале. Тоа е многу важно. Бидејќи вие ако правите наблюдување или обработка на одредени ентитети, тие прашања мора да ги одговорите. Бидејќи некој со ова направил упат во вашите безбедносни служби и јас слободно ова го квалификувам како државен удар. Бидејќи не може вие да следите политичари, медиуми, бизнисмени, а за тоа никој да не биде одговорен. Понатаму, ајде отидеме еден чекор понапред. Директорот на Агенцијата за национална безбедност во неговата изјава, цитирам, вели, можеби да сме наблюдувале нешто друго, а случајно тука да дошол во контакт со Мицкоски.
Ако е така, тогаш кој ги потпишал оние мерки за да може тие да излезат на терен и да го прават ова следење? Дали е можеби сегашниот јавен обвинител? Дали можеби затоа јавното обвинителство не дава никакви информации? Сега СДСМ се обид одма повторно ајде да ги декласифицираме и замислете кој токму тие двајца министри кои што се припадници на овој полусвет, оној за внатрешни работи и поранешната за одбрана. За кој што јас имам други индиции, за кој што во собранието директно сум им кажал дека можеби и тие учествувале во некој ваков дел, а можеби не учествувале. Се они велат ајде да ги декласифицираме за да ги направиме тие информации кои што ги има обвинителството неупотребливи. Ако вие ги направите тие информации неупотребливи, вие не можете да дојдете до крајот на тоа, односно до вистинскиот виновник. Зошто е обвинителството кога има некој случај кој што е особено од голем интерес од јавноста, секогаш било ете обичај да кажам, обвинителството да излезе, да соопшти одредени информации пред вас медиумите, тоа што не може да го каже, може да каже дека не може да одговори бидејќи има актуелна истрага. Дали јавниот обвинител излезе? Не. Дали некој од обвинителството излезе и кажа дали има истражна постапка, дали докаде е овој предмет? Ова е многу сериозна работа, бидејќи и поранешен директор на Агенција за разузнавање можеби треба да биде повикан на испрашување, можеби треба да биде повикан и поранешниот директор на Агенција за национална безбедност, можеби и поранешниот председател на Републиката на крајот од денот е вмешан во ова. Зошто ние ова да не го расчистиме? Зашто ова го ставаме под тепих? Но тука неколку работи сакам да подвлечам. Прво, мислам дека им е особено јасно што ќе се случи. Второ, никој од нив нема да биде амнестиран од одговорност. И трето, конечно ние како генерација на политичари мораме во оваа држава да расчистиме со тоа мочуриште на обвинителско, политички, разузнавачки спреги кои што секогаш ќе стават оваа држава во ваква ситуација како што бевме во изминатите години. Така да ова го карактеризирам како особено скандалозно, но нешто кое што на крајот секако ќе има име и презиме. Го спомнавте јавниот обвинител. Вие како пратеничка група ја поддржавте интерпелацијата за Коцевски и вие порачавте дека е потрошена последната шанса и дека е време за правда, но граѓаните до ден денес се сведоци дека правда во оваа насока нема дојдено и дека Коцевски е се уште на истото место. Што можеме да очекуваме? Јас морам тука да спомнам една ваша несекојдневна би рекла изјава зборувајќи на оваа тема. Рековте, мислејќи дека ќе го изнедриме новиот Джовани Фалконе, добивме нова Катица Јанева. Да, и стојам позадио. И на него лично му го имам кажано ова. И лично му имам кажано од Комисијата за финансирање и буџет дека треба да му е срам што доаѓа во собрание и покрај тоа што претходните 7 години ниту Јовевски, ниту па тој, која беше СДСМ и дуи на власт, не дојде да побара повеќе пари, што доаѓа и бара повеќе пари за функционирање на обвинителството и покрај тоа што од кога е Гордана Димитриевска Кочевска министерка за финансии убедливо највисок во историјата му е буџетот за 2% доверба и за тоа што има сработено едно големо ништо. И јас стојам позади тоа. И ние изгласавме интерпелација и на него и на членовите на судски совет и како закон за жал толку можеме како собрание. Нив што мува не ги лази, што уште седат таму земајки илјадници евра пари на граѓаните кои што не ги заслужуваат, нив ни срам. Ама ние не можеме да збориме дека некој треба да има срам кога евидентно такво нешто кај него не постои. Ниту чувство за срам, ниту чувство за последица. А 15 месеци лично јас, мојата политичка партија и владата трпи критики од граѓаните зошто оние кои што не го почитуваа законот, кои што ги злоупотребуваа средствата на буџетот не се санкционирани. Над 1000 документи се испратени во обвинителството од релевантни државни институции. Да не зборам за допрен глас, за злоупотреби сторени од функционери од претходната власт. Знаете ли колку има отпочнато постапки? 0. Дали е тоа нормално? Не е нормално тоа. Ако ние сме се обврзале дека ќе донесеме правда во оваа држава, таа правда мора да ја донесеме без разлика на политичката штета која што ние ќе ја платиме. И затоа премиерот најави после изборите до нова година ние мора да влеземе во остра акција која што ќе успее да донесе правда за овие граѓани. Не можеме повеќе со овие луѓе да излегуваме на крај и да гледаме како се последната брана на криминалите на СДСМ и ДУИ. Тоа е невозможно, едноставно неиздржливо за ова општество. Нас ни треба некој кој што ќе ги санкционира и оние кои што правеа криминали во претходните 7 години, но некој кој што ќе биде особено внимателен за тоа што сегашните функционери прават. Затоа што ние не сакаме само да ги на начелото на споил системот само да се менуваат елитите, а ситуацијата да остане иста. Најмногу сакаме заради нас, затоа што сме обврзале дека ќе правиме држава и систем, тогаш ние треба најмногу да внимаваме на оние кои што се од нашите редови. Ама за тоа ни е потребно независно обвинителство. За Љубомир Коцевски не би имал ништо повеќе од што да кажам, освен тоа дека е едно од најголемите разочарувања. Имаше голема шанса
да ги промени нештата, му беше дадена целосна поддршка, а за на крај да сватиме дека само купувало време и само се обидувало да ги спаси оние кои што или бегаат од границата, или се обидуваат да најдат уште некоја брана за да се заштитат себе си од одење во затвор. Револтот кој кај граѓаните е огромен и оправдан. Еве ние сега имавме потврдување на пресуда од 2 години затвор за прегазено и усмртено девојче. Имаме условна пресуда за ужасот на онкологија поради признание на вина. Поради непостапување на суд имавме двојно убиство и самоубиство во Велес пред неколку дена. Родителите на Фросина се исто така незадоволни од пресудата и тие 2% доверба што имаат граѓаните во судството оправдани се, толку треба да биде? Па ја мислам дека се и помалку. Затоа што вие кога ќе видите, тука зборуваме за мислете за граѓани кои што се регуларни членови на нашето општество, ете така да ги наречам. За луѓе кои што не извршуваат јавни функции, за кои што се соочуваат и замислете колку такви приказни има на луѓе кои што се откажани и демотивирани во животот и кои што можеби не нашле храброст тоа да го соопштат јавно. Замислете уште какви судбини има низ ваква призма на луѓе кои што страдаат во македонските ходници, во македонските судови. Тоа е нешто кое што мора да биде променето. А од друга страна вие гледате, јас сум се многу пати негативно изненадил и сум велел од каде оваа храброст на овие луѓе при толку очигледен јавен притисок, тие да носат одлуки за еве замислете например на големи македонски бизнисмени кои што имаат сериозно богатство на домашен притвор. За истото дело еден киде во ефективен, еден иде во домашен притвор. Или замислете, еве, ако се сетите 2015-та, 16-та на очигледен примен подкуп од одреден политичар кој што беше премиер, го апсолутно го ослободија од вина. Или замислете за еден криминалец од таму од кај Охрид кој што има специфичен прекар, човек згази, уби човек на македонските патишта, обвинителот се правеше недоветен. И вие кога ќе навлезете, ќе видите една серија на вакви скандалозни одлуки, вие разбирате дека на македонското судство, наместо да суди по закон и да се потпира на законите, е претворено во берза. Односно, кој повеќе тргува со одредени така наречени акции, кој повеќе ќе плати, тој тоа го добива од судовите. Наместо да имаме ние правда, односно да макловиот меч да биде еднаков над главата на тие што го прекршиле законот, ние имаме карикатура од правда. Заради такви ликови како ете господине што го зборевме претходно и тие кои што се организирани и вмрежени во овој систем. И нормално дека тие ќе сакаат политички опортуно да му помогнат на оној кој што ги инсталирал и кој што 7 години со нив тргуваше, тие не може да се навикнат дека никој не ги вика во владата или во партијата да им дели какви пресуди ќе да донесат или како да обвинат, дека на квоци би биле избркани. И тие си велат да си го заштитиме тоа кој што досега нелегално сме си го стекнале, да си продолжи да си тече изворот од каде што добиваме пари. Граѓаните во правда се неважни, особено едва и чекаат да влезе некој богат бизнисмен за да почне да плаќа од основна до врховна дистанција и така си тераме ние со години. Тоа треба да се промени. Ние сега сакаме да го промениме, затоа многу внимателно кажав, без разлика на политичката сцена, ова ќе биде променето. Во самата најава кажав дека сте најактивниот пратеник во Македонското собрание. Тоа не е епитет, туку официјална статистика. Така, да. Како им одговарате во тие дебати на представниците на СДСМ, кога како партија која го смени уставното име, ве обвинуваат дека не водите како ВМРО-ДПМН добра надворешна политика, дека треба повеќе да ги заштитите македонските интереси? Па гледам да ги соочам со аргументите и фактите, кои што целото општество им ги кажа на последните избори, нели нормално само освојувајќи 150.000 гласа и тоа од позиција на власт, кога се уште ги злоупотребуваа по луѓето на власта. Но за тие луѓе јас сум се изненадил уште далечната 2016 година кога тие ја практицираат власта и политиката со лажење. Тие не знаат друг начин на практицирање освен тој. И кога ќе ги соочите со вистината, тие луѓе најчесто го прават тоа што најдобро го знаат, а тоа е да лажат. Така да прилично лесно би кажа, прилично лесно. Ако може да оцените на пример каква е надворешната политика што ја води сегашната македонска влада? Па би кажал дека е достоинствена, дека е рационална, политика која што има почеток, но го гледаме сопствениот крај, политика која се води со визија и политика која што почива на тоа што е најважно во дипломатијата, тоа е заштитувајќи ги сопствените национални интереси. И сметам дека водиме една мудра надворешна политика која што
доведе до тоа да конечно еден европски функционер како Кошта во сред Софија кажа дека македонската страна мора да има одредени гаранции дека тоа што го бараат како нас од отстапка, дека тоа треба и да го добиеме, зашто е рационално барање. Претходно тоа не можевме да го замислиме. А второ, многу ми се допаѓа тоа што нашата надворешна политика не е позиционирана само кон еден центар, туку одлучува да се позиционира добро и кај нашиот стратешки партнер, нешто што е наш врвен интерес како постоење на една држава и на еден народ. Македонија треба да има повеќе пријатели и токму тука ја гледаме логиката на однесувањето на нашата надворешна политика. Кога зборуваме за стратешки партнер, вие секогаш ги истакнувате Соединетите Американски држави како најголем стратешки партнер на Република Македонија. На што го темелите тоа? Па на поддршката која што ја добиваме традиционално од нашето постоење. Соединетите Американски држави се нашиот прво најсериозен партнер во одбраната, второ многу сериозен партнер и во економијата, нешто што е за нас особено важно. Трето, сметам дека во аспект на унапредување на демократијата ние никогаш не сме имале подобар пријател. Ги поздравувам сите напори на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, особено пред и после средбата со државниот секретар на Соединетите Американски држави господинот Рубио, и сметам дека постоењето на македонската држава и незината иднина едноставно мора да биде тесно поврзана со заедничкиот интерес кој што имаме со Соединетите Американски држави. Ми се допаѓа тоа што во претходниве 15 на месеци покажуваме дека со еден паметен пристап, без разлика колку сме мали, можеме да бидеме многу сериозен сојузник на Соединетите Американски држави. Особено тука би подвлекол неколку министерства кои што се особено поврзани со би кажал партнерскиот однос помеѓу Соединетите Американски држави и Република Македонија. Тоа е секако Министерството за надворешни работи, надворешна трговија, каде што успеа да ни обезбеди царини кои што ќе бидат најниски во регионот, нешто кое што беше исмевано, па потоа успеавме. Министерството за дигитализација, која што со голема помош од Американската амбасада во Скопје успеа да дигитализира многу процеси. Министерството за внатрешни работи и соработката со ДЕА или со информации кои што ги имаат заедничките служби и супресирање на криминалот. Министерството за одбрана како членка на НАТО, кое што сметам дека во овој момент можеби е наш институција која што има најсериозен однос со Соединетите Американски држави, и тоа треба така да продолжи да градиме, бидејќи тука сметам дека ние како држава треба да имаме под еднаков ист интерес како за зачленувањето во Европската унија, така и со добри стратешки односи со Соединетите Американски држави. Ги следите ли случувањата таму пред и по убиството на Чарли Кирк? Тој е еден млад човек кој гласно зборуваше за семејните вредности, љубовта кон татковината, религијата. Ги следам. И кој е вашето мислење? Па сметам дека убиството врз Чарли Кирк е атак врз вредностите кои што самиот Чарли ги презентираше и ги застапуваше. Тоа е прво вредност на почитување на сопствената нација, конзервативната идеологија, семејството и на крајот религијата. Тоа е делото на движење кое што и го застапува претседателот Трамп, кое што сметам дека е особено квалитетно од аспект на младите луѓе кои што го почитуваат неговиот лик и дело, бидејќи суверенистите се ништо повеќе од луѓе кои што го почитуваат своето и за кои што не гледам дека треба во општеството да постои некаква парадигма или догма кон нив која што е негативна за која што постоеше. Но на кое што е важно и кое што тие луѓе треба да го знаат, јас почитувам право на сопствен избор. Секој може да одлучи тоа што сака да биде во животот, но секогаш им велам на младите луѓе дека треба да бидат застапници на идеологија која што не е ќор сокак. Односно идеологија на репродукција која што на крајот од таа идеологија има нешто кое што се мултиплицира. Вие да бидете дел на идеологија која што на крајот не мултиплицира ништо, дали би било тоа од биолошки аспект, од социолошки, од општествен, е нерационално. И тие луѓе, заштитувајќи ја својата нерационална идеологија, најмногу одат во насока на насилни протести или на делегирање на некое насилство кое што го прават нормално под плаштот на либерализмот, кој што нема едното со другото никаква врска. Но тоа што е добро, со еден ваков факт кој што е особено насилен и незабележен во поновата историја, тие направија еден ист ефект како што го направија во 60-тите години со Мартин Лутер Кинг. Бидејќи можеби куршумот да ја убие единката која што ја застапува таа идеја, но вие не можете да ја убиете идејата која што се повеќе млади луѓе ја делат во светот, дека почитувајќи ја сопствената нација, сопствената религија, сопствената држава, сопственото семејство и сето она кое што представува конзервативна вредност или суверена вредност на себе почитување, е вредност на 21 век и дека таа едноставно мора да победи. Тоа го
представуваше Чарли Кирк и сум на некаков начин оптимист дека таа негова вредност и таа негова во некоја насока идеологија ќе продолжи да се дисеминира низ младите луѓе низ целиот свет, не само низ Соединетите американски држави. Во текот на вчерашниот ден, вие како пратеник, ние како новинарска екипа, бевме во Хром, таму имаше еден настан, имаше увид на спортска сала, и таму без вие да знаете, да ве изненадиме, им дадовме шанса на ваши сограѓани тие да ви постават прашања, што ќе ви ги пуштиме сега на овој телевизор. Какво прашање би му поставиле на пратеникот кој доаѓа од Ѓорче Петров, Бојан Стојановски? Па првото прашање би го поставила во однос на пензиите, бидејќи ние се приближуваме кон пензионирање. Сметам дека процентот на пензијата е многу ниска и ќе треба да се направи корекција и тоа што е можно најбрзо. Значи вашето прашање е дали ќе продолжи зголемувањето на пензиите? Да, зголемување на пензиите, меѓутоа и процентот на остварување на право на пензија. Кога се реализира личната пензија, пензиите процентот е намален, што со тоа сите пензионери после април месец што се пензионирани ќе бидат оштетени. Колку би се ангажирал за Ѓорче и колку би придонел као таков добар пратеник у парламентот за да добие Ѓорче нешто што треба да го добие у следниот мандат? Повелете. Многу добри прашања. Прво, господјата, сметам дека нема да се намали процентот на пензијата. Ние направивме две добри работи за пензионерите во изминатите 15 месеци, бидејќи кога ќе го видите оној процент на население кој што е најсиромашен, најмногу доминираат пензионерите. И многу е загрижувачки кога оние потресни сцени пред владата претходниот период кога пензионерите протестираа, и мене во меморијата ми остана една слика на една господја од Штип која го покажуваше празниот паричник и кога никогаш не сум се чувствувал понижен од тоа кога ги видов пензионерите дека протестираат пред една странска амбасада и кога пратија порака дека ако не ги слушаат нивните институции кои што тие ги граделе, треба да се обратат на некој од страна. И токму кога разговаравме на еден состанок на кога јас бев присутен, тогаш премиерот, тогаш председател на ВМРО ДПМН во разговор со сегашната министерка и со Маја Кадиевска Војновиќ ја донесе одлуката дека треба да се покачат пензиите за 5000 денари линеарно, што ние тогаш бевме опозиција, тогаш беше барање на пензионерите. СДСМ остро ги нападна, тоа е невозможно, кој керхирал системот. За ние 15 месеци подоцна успееме на сите 335.000 пензионери да им ја покачиме пензијата за 7.000 денари линеарно. И сметам дека тоа ќе биде многу важно и е многу важно, бидејќи вие ако направите просек на една анализа на македонско семејство, ако имате два пензионери, 7.000 денари покачување линеарно, вие имате пензија плюс дома, односно 14.000 денари повеќе. Не сакавме да запреме тука и велиме ајде да направиме нешто повеќе. Донесовме закон, кој што го потпишавме ние пратениците, работевме заедно со невладини организации, премиерот даде голема поддршка за тоа, да им дозволиме да работат и после одењето во пензија со тоа што нема да им гоускратиме правото на пензија во неколку дености. Што значи дека покрај тоа доколку се чувствуваат витални, здрави и имаат желба, ова особено за оние кои што јат малку помлади во пензија како припадниците на безбедносните служби, покрај пензијата може да имаат и уште една работа во која што ќе имаат и целосна плата која што ќе може да ја добијат. Велиме ајде да видиме во индиректните мерки што можеме повеќе да направиме. Ја зголемивме позитивната листа на лекови. Сега над 60 на лекови се со поевтина цена, односно се на позитивната листа и тоа се оние лекови кои што најчесто се и конзумирани од оваа категорија на граѓани. И вчера министерот Азир Алију кажа дека дигитално 2 пати годишно ќе имаме нивелација. Ние немавме нивелација 15 години на позитивната листа. И тоа го направивме. Успеавме да ја задржиме ниска цената на струјата, со што овие индиректни факти ќе донесат до еден ефект кој што пензионерите веќе го чувствуваат, а тоа е да цената на парите кои што тие ја добиваат, односно вредноста на парите да биде многу повисока отколку што имале претходно, бидејќи вие ако имате висока инфлација и вие ако ги качувате пензиите, а при тоа растат цените на овие сите контрибутори кои што ги набројав, вие немате вредност на парите. И ние тоа успеавме да го направиме и ќе видат и пензионерите дека во оние мерења кои што сега ќе ги имаме на сиромаштијата, дека таа ќе биде значително намалена токму заради ова.
Ние во наредниот период нема да намалуваме ниту од пензиите, туку ќе се обидеме во услови кои што ги имаме во кондицијата за буџетот, заради тоа што имаме раст на бруто домашниот производ, уште повеќе да ги зголемуваме пензиите, бидејќи сметаме дека тие граѓани заслужуваат, но и ќе почнеме да креираме мерки кои што веќе во некои општини сме ги креирале на локално ниво, општина Буте, општина Кисела Вода, Кајорце, каде што директно ќе им помагаме на оние кои што се најзагрозени со еднократна парична помош. Така да тука ќе го направиме тоа за пензионерите и господјата воопшто не треба да се секира, ниту нешто ќе биде намалено, ниту тоа ќе биде оштетено на некаков начин, туку напротив ќе биде испочитувана и се додека ние имаме власта, пензиите ќе бидат зголемувани на начин на кој што ги зголемувавме и досега. Од аспект на второто прашање, јас господинот го познавам и многу го почитувам, тој е еден господин кој што е особено општествено активен и кој што секогаш разговара со политичарите на начин на кој што заслужуваат, а тоа е начин на јавен притисок и кој што секогаш нив бара директни перформанси. Ние можеме се да си кажуваме, но на крајот од денот треба директно со конкретни дела да покажеме што тоа ние сметаме дека треба да направиме. Што ќе направам како пратеник, исто како во претходниве 4 години, многу ќе се заложам во наредниот период сите институции да имаат суштинска соработка со општината, владата особено повеќе да помага, ќе се борам за секој еден денар, ќе се борам за влијание кај секој еден министер, директор или владен функционер кој што може да му помогне на Александар, кој што може да ја помогне на општината Ѓорче Петров, бидејќи има една ситуација која што ја секогаш повторно ќе кажам во оваа почитувана емисија, секогаш гледајте ги луѓето по тоа што направиле, не по тоа што го кажуваат. Јас и Владо Мисајловски како пратеници во претходниот мандат успеавме да обезбедиме средства за изградба на комплетно нова градинка во Стопански двор, која што сега е во напредна фаза. Како пратеници од опозиција зборувам, така да ете ќе ги повикам и моите гласачи и оние кои што ме поддржуваат да не следат, затоа што во овој мандат и во наредниот период ќе направиме уште повеќе за Ѓорче, односно најмногу што некогаш некој во историјата направи. Повеќето од граѓаните на кои им понудив да ви постават прашање ми рекоа: "Нас Бојан ни е тука, ние си го прашуваме што не интересира и тој ни одговара." Мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте вечерва мој гостин. Ви благодарам дека многу. си поминавте убаво. Ви благодарам на искреноста и се гледаме после кампања. Ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. До следното видување, пријатно.